непуних 2 месеца беше Пирин на трудна ситуација. Обаче за кратко време доказахме и винаги их потенцирах след всеки матч на интервју да не сме аутсайдери, да статистика показва нешто, обаче најосновното не показва. И ето видите и сами колку сам био управо кога сам мислив така, и беше 8 точки разлика меѓу момента директен противник кој го има Монтана, сега падна и на 3 точки. Показахме хем срещу големите, хем срещу директен противник Монтана за сега да сме одбор кој апсолутно заслужава да остане А група. Казах, ако се сещате, да ни искаха да немамо право да живееме, обаче човек винаги има право да живее, да се нада. Ето виждате и сами за кратко време стигнахме сега, според мене, колко има Монтана, без обзира што има 3 точки повече од нас, в момента стигнахме по 50 на 50% да имаме същата възможност да останем во А група. Значи доказахме още едном да Пирин ем като клуб, като традиција, ем като одбор сега, апсолутно заслужава да остане во А група. Тоа сме доказани на цело спортното мнение во Българија. Сега имаме още 3 много трудни мачови, без обзира што играме во кршта, затоа што малко и стига и умора. Играхме срещу 3 големите одбори на много лоши условија срещу Монтана, много трудно физически. И сега за 10 дена пак 3 мача. Обаче сега е момента да нам треба 12 играч, 12 футболиста, тоа су фенове. Искам един апел на фенове да не дојде тука и да не подкрепат. Много требаме, потребна су нам феновете на тријатих мача, и ако може, се надјавам да од тие 3 мача да узмемо максимално точки и да, ако се сещате, казах таа анекдота меѓу Јапонца и Американца, да преđemo испред Монтана и да завршимо полусезон, на 9-то место, што значи да ќе нека лъв гони сега Монтана, а не нас. Имаме само един контузен футболист кој сврши този сезон, нече да играе, се опериса тој вијачки, а другите ги имам всички на расположение. Имаме први противник Локо Пловдив. Ранијан лъв е винаги опасен. Падна срещу Черно море миналата седмица и преди тоа срещу Левски, и ще буде според мене много един силен противник срещу нас. Обаче ще учинимо всичко да не разваляваме таа филозофија, тај стил на игра што сме градили до сега, и така трпеливо да играеме и да трсиме голови моменти и тези голови, кои ќе нам донесат победа.